Господин Димитровски, летово се чувствуваше интензивна изградба во делот на локални патишта, улици, пробивање на полски патишта до населените места. Што станува како приоритет од зацртаната програма до крајот на годината, односно во овој следниот месец? Па добро, оваа година, да бидеме реални, има едни од најголемите градежни зафати во општината Кочани кои што се направени во последните 20 на години, и тоа по разни основи, нешто од сопствени средства, она што се и на еден поинаков начин. Сведоци сме на тоа што се направи на улиците Димитар Влахов и на улицата Тодосија Паунов, еве сега ќе се работи Славчо Стоименски, значи со една надградба, симнување на оној оштетениот слој, со една надградба се покриени преку 2500 метри квадратни со нова асфалтна кошулка. Понатаму буџетот, основниот буџет на општината што се однесува за улици е зголема за околу 5 пати и дел од тие улици се работат, а дел се веќе завршени. Искористени се средствата од декадата на ромите и таму ја отпочнавме работата, ја проширивме со други потпорни зидови. Улицата Стан Меманов едниот дел го направивме, за мошне кратко време, за 2-3 недели ќе биде завршен и другиот крак ќе биде асфалтиран. Од платежната агенција, односно од Агенцијата за рурален развој, аплициравме и добивме и веќе во завршна фаза проектот во населбата Тркање, каде што 70% се нивни средства, 30% се средства од општината. Така да, овие активности сите кои ќе се земат во предвид оваа година, мислам дека е една од најактивните. Исто така да не е се за занемарување она што се работи за пешаците во општината, уредувањето на делот околу геодетската управа, односно фондот за пензиско и за здравство, и еве сега најново околу старата стоковна куќа, односно шопинг центарот. Понатаму заедно со Македонски пошти очекуваме да го доработиме потегот до поштата и потегот заедно со Стопанска банка, потегот до Стопанска банка, значи целиот овој простор за пешаците да им го предадеме во една мощна добра состојба, и направени се дел од тротоарите покрај училиштата Кирил и Методи и Љупчо Сантов, и сега е потребно да го завршиме оној ударниот дел на едносмерната улица на влезот во училиштето Кирил и Методи. Исто така тоа би требало да биде за